таму каде што застанавме минатиот пат. Прво застанавме кај вежбата во работната. Прво таа ќе изработиме, потоа ќе се вратиме во учебникот и ќе ги работиме вежбите, па повторно ќе се вратиме во работната и ќе ги изработиме сите вежби и така ќе ја комплетираме 10-та лекција. Во работната страната е 79. Сега јас ќе ја споделам. Треба ли да имаме учебници или може ли од некаде да се симнат за да можеме да гледаме? Сега, Марија, веднаш ќе ги испратам линковите. Јас од интернет ги наоѓам како линкови достапни, сега ќе ви ги испратам за да си ги имате. Момент Да, само. убаво е да се исподкопират ако можеш. Мислам помалку. Јас имам копија. И јас имам копија, меѓутоа дека на компјутер работиме. Затоа еве ова е учебникот што ќе ви го испратам. Ова е работната. Ала. Тоа едното е учебник. Еве го второво е работна. Страната реков 79. Така реков, да, 79. Охо, само да го најдам сега јас. Кај сум? Еве си. Наташа, дали го изгледавте часот? Да бидам искрена, не стигнав, ама ќе го изгледам. Не замислев дали имате нешто нејасно, заради тоа прашував. Најмногу. Ќе го изгледам, се надевам до крај на неделава, па ќе ве прашам во приватно. Секако, слободно. Седмата вежба се вика Fremd in der Stadt. Was denkt Jutta? Schreiben Sie. Fremd in der Stadt значи странец во градот. Ќе запишам. Fremd in der Stadt. Ева со цртичка. Странец во градот. Вежбата бара од нас да напишеме, односно да ги дополниме речениците со тоа што ни е дадено долу како насоки. Првата реченица, што е најважна, целиот текст треба да биде напишан во прво лице еднина, затоа што се однесува на прво лице еднина, односно говорителот. Првата реченица и при тоа треба да се внимава на глаголите кои што се деливи, сите се нели што се дадени, за да можат да се состават правилни реченици. Првата реченица е дадена и вели Also, ich steige am Flughafen in die S-Bahn ein. Како ќе ја дополниме втората реченица? Am Hauptbahnhof steige. Слушам, па ќе напишам, не е проблем. Am Hauptbahnhof steige in die U-Bahn. Само во германскиот јазик секогаш мораме да ги употребиме личните заменки. Треба ли ние да се додаваме или само... Да, треба да се додаде личната заменка во секој случај, мора да ја има во реченицата. Am Hauptbahnhof steige ich in die U-Bahn Следната реченица треба да почне со am Eifelplatz. Кој сака да се обиде да ја доврши реченицата? Am Eifelplatz. Да ја најдеме.
Еве го. Да, ја гледам, да, тука сум, ама. Еве го. Аха, добро. Како ќе ја дополниме реченицата? Еден по еден. Сите ќе кажете. Се да почнаваме. Да. Am Elfplatz. Eifelplatz. Steigen. Сега внимавајте со их. Пишуваме вежбата. Just момент само. Stage. Steige. Ich am Elfplatz. Не, чекай момент само. Чекай малко момент. Ich. И само префиксот на крај. Aus. Така е. Und, продолжение имаме на реченицата. Ајде сега, кој сакаше, Наташа сакаше? Ајде. Und ich rufe Frau Lerch an. Und ich rufe Frau Lerch така an. Така. Добро. Сега следната вежба е во учебникот. И тоа на страна 59. Односно, вие ќе имате, ако ги имате додатоците печатено, копирано, ако го имате целиот учебник, ќе ги имате и овие две страни. Првата страна е 88. Ван 88, да. Вежбата се вика Wann kommst du an? Wann kommst du an? И вака вели Fragen Sie Ihre Partnerin, Ihren Partner und notieren Sie die Antworten. Achten Sie auf die richtige Satzstellung. Внимавајте на точното место на зборовите во реченицата. Имате дадено пример за првата реченица. Wann kommst du an? Ich komme Viertel vor 1 an. Како ќе го поставите второто прашање? Сега ни се побитни прашањата отколку одговорите. Значи првото е дадено. Да го запишам Wann истото е kommst du an. Ние треба да ги одговориме. Не, треба да ги поставиме сега прашањата, треба да ги поставиме. Дали Весна може да се обиде со второто прашање? Може. Повелете. Во. Така. Фарен. Сега внимаваме, бидејќи цук е деа цук, именка од машки род. Глаголот треба да биде во трето лице едница. Ферт. Супер. Во феат. Der Zug. Der Zug. Auf Gleis. Ab. Не, auf Gleis не треба, тој е одговорот. Во феат der Zug. Der Zug ab. Ab. Така е. Ајде третата Бурча. Mich Anzug. Да, таа третата. Mich anrufen, wann и du. Треба прашањето да биде кога ќе ми се јавиш. Прво кога? Кој е прашањето спор Wann? Добро, Wann.
Ванду. Глагол ни треба на второ место. Кој е глаголот Борче во ова прашање? Анруфен. Анруфен. Пошто збориме за деливи глаголи, знаеме дека деливите глаголи се составени од префикс и од глагол. Ван руфен. Ама имаме лична заменка ду. Само за второ лице едни заменувајте го глаголот. Ван. Ван. Руфст. Руфст. Ду. Миш. Миш. Ан. Ан. Ван руфст ду миш ан. Така е, слагена. Четвртата. Во. Steigen. Така, во штајген. Steigen. Wir aus. Супер, одлично, браво, Слагена. Во штајген вие аус. Петата, Мирјана. Was Да, kauft? така. Was kauft? Da. Да, вас кауфт. Ihr ein. Супер. Вас кауфт ја ein. Следната вежба. Ihre Partnerin, ihr Partner stellt jetzt Fragen, suchen Sie die passende Antworten. Сега ги имаме и одговорите, а не, тука треба реченици само да одговори да напишеме. Како wo steigst du ein? Ich steige auf Gleis 10 ein. Ајде да видиме, сега е наред Марија, како ќе го состави првата реченица. Der Zug Така, kommt der Zug kommt halb 12 an. така е. Der Zug kommt halb 12 an. Супер. Втората, Наташа. Ich steige auf Gleis 10 ein. Така е. Ich steige auf Gleis 10 ein. Следната, Весна. Ihr aussteigt. Делив е глагол. Er steigt. Er steigt München. in München. München aus. Super. Er steigt in München aus. Борче. Следната. Einkaufen ich Obst, Brot und. Обст. Не, со личната заменка сега започнем. Ich. Ich. Сега глагол. Не треба. Einkaufen. Да, ама сега бидејќи е делив глагол, само глаголот не треба. Kaufen. Ich kaufe, така е. Ich kaufe. Und Brot, Obst. Obst und Brot. И накрая Ein. Ай. И Слагена, последната. Wir Така, sehen така. heute Heute Abend. heute Abend 20 Uhr fern. Така. Браво, супер. Супер. Мислам дека може би се истите, сега ќе провериме. Има уште една страна, 94. Ама не се истите.
исто првата вежба Wann kommst du an, да поставиме прашање. А и не мора да се само прашање. Може да се и одговори. Да, и одговори. Првото, Миријана. Ich rufe heute Abend dich an. Ich rufe heute Abend dich an. Супер. Следната, Марија. Der Zug fährt Така. auf Gleis 12 ab. Така, der Zug fährt auf Gleis 12 ab. Следната реченица, Наташа. Wir kaufen Brot und Butter ein. Super. Brot und Butter ein. Wir kaufen Brot und Butter ein. Весна, следната. Wir steigen am Hauptbahnhof aus. Така, wir steigen am Hauptbahnhof aus. И последната, Бурче. Ich komme Viertel vor 1. An. Ich komme Viertel vor 1 an. И следната под Б. Исто така одговорите не ни се важни. Важни ни се на прашањата. Слагаме првото, а првото е напишано. Wo steigst du ein? Хајде второто слагено. Der Zug komme. Der Zug. А не прашање. Wann? So wann треба да почне. Wann Kommt. der Zug an? Wann kommt der Zug? Затоа што Zug можем да го заменам со лична заменка er. Wann kommt der Zug an? А следната реченица, Маја Миријана. Ihr sind не. Пак имате прашален збор. И се извинувам, добро. Ван. Така. Не са това ihr sehen, не sehen. Со тоа треба да завршим. Seht. Seht. Ihr seht. Чек само си пишем. Ihr seht. Wann seht ihr Wann seht ihr heute Само секунда. Wann seht ihr heute fern? Wann seht ihr heute fern? 4. Марија. Wo steigt aus? Така, wo steigt er aus? И петата, Наташа. Was kaufst du ein? Така, was kaufst du ein? Супер. Па и не е дека ви е тешко. Не се жалите сега, таман сте супер сте сите. Се враќаме на 59-та страна и тоа со веќе 7-та вежба која што се вика Am Bahnhof. Was passt? Ergänzen Sie die Wörter aus dem Bildlexikon. Kennen Sie noch weitere Wörter? Имаме 3 категории. За кои 3 категории јас ќе направам табела?
Освен што ќе ги напишеме зборовите, односно именките во категориите, заедно со нивниот член, ќе направам уште една колона во која што ќе ги внесуваме формите на именките во множина. Првата категорија е им Банхоф. Односно во железничката станица. Следното е Verkehrsmittel. Уште еднаш фер? Verkehrsmittel. Verkehrsmittel. Verkehrsmittel значи превозно средство. И последната е Gepäck. Gepäck на македонски багаж. И на крај ви кажав, ќе напишам плурал, тука ќе ги внесуваме формите на овие именки во множина. Ќе започнеме од првата, која што се наоѓа на претходната страна. Со гласов. Првата ќе ја прочита Весна. Не можам да сега ја наместам. Прочитајте ја Весна првата именка. Банхоф. А бидејќи имаме категорија им Банхоф, тука и ќе ставим именката. Родот на именката Банхоф е Деја. Деја Банхоф. Веќе запишав горе дека преводот е железничка станица. Множината од именката Деја Банхоф е Ди Банхофе. Ке забележите кај овие именки дека многу од нив добиваат умлаут во множина. Следната да ја прочита Борча. Сород. Ај сород. Според точките. Der Flughafen. Така е. Деја Flughafen. Тоа во која категорија ќе го сместиме Борча? Превозно средство. Не е превозното средство, затоа нема овде категорија. Ќе го ставам на железничката станица, затоа што немам каде точно да го сместам. Флукхафен, Деја Флукхафен. Не е авионот, туку е аеродромот. И оваа именка во множина добива умлаут. Па незината форма е Ди Флукхефен. Па не морав кај множината да пишувам Ди, ама готоа. Ди Флукхефен. Ајде следната именка да ја прочита Слагена. Ди Есбан. Така. Ди Есбан, прво во која категорија ќе ја сместиме, за да објаснам. Тоа што го каже превозно средство. Превозно средство, така е. Ди Есбан. Ќе напишам тука дека значи брза железница, а долу ќе објаснам зошто е Есбан. Брза железница. Во множина оваа именка ја добива формата Ди Есбанен. А се вика Есбан затоа што кратенката, односно големата буква С, е кратенка од Шнел.
Бързо. така. Да, да. Шнел, значи есот е еднакво на шнел и затоа се вика... Да, Само на кратко. Само знам дека не е ова за овде, ама тоа шнел никогаш нема да го заборавам, затоа што таму кај што работев, упорно тај швейцарец од Германија, шнел, и мислам само шнел никогаш нема да го заборавам. И упорно шнел, знаеш, брзо работи, брзо. така е, се кратенка од шнел и затоа се вика кај нас брза железница. Тоа го сместивме во Фекеа Смител. Добро, Мирија, наследната именка е ваша. Да, такси. Das такси, тоа ќе биде во која категорија? Исто, превозни средства. Така е. Das такси, тие што се очигледни секако нема да ги преведуваме. Такси е такси, само ќе ја напишеме формата во множина ди таксис. Марија, следната. Der Bus, во која категорија? Превозно средство. Така, во Фекеа Смител, Der Bus, во множина именката бус ја добива формата ди буса. Буса. Ди буса. Добро. Следната именка Наташа. Не се гледа тука веќе. Еве. Следната Der Zug. Der Zug, во која категорија? Во превозно средство. Така. Der Zug, на македонски воз. Во множина, именката Der Zug ќе добие формата ди цуга. Ди цуга. Пак има уто умлаут. Ди цуга. Добро. А следната именка Весна. Ди Штрасенбан. Така е, ди Штрасенбан. Ди Штрасенбан. На македонски Штрасенбан значи трамвај. Веќе еднаш ја имавме именката бан во множина, само што тука ќе додадеме напред Штрасен, па во множина ќе имаме форма ди Штрасен банен. Следната, Борча. Ди Убан. Ди Убан, во која категорија ќе биде Борча Убан? Во превозно средство. Так, во превозно средство. Ди Убан, или на македонски метро, во множина прво, па потоа ќе објаснам зашто Убан, во множина ди Убанен, сега, овде не сум испуштила, ди Убан, затоа што уто е кратенка од унта, што значи под. Тука ќе запишам унта под, а шнел брз. Затоа е Убан. Унта бан, подземна железница, односно метро. Сега се префрламе на следната страна. Пак на 59-та. И следна треба да прочита Слајан.
Flugzeug. Flugzeug. Das Flugzeug ist der Verkehrsmittel. Во превозно средство. Так, во превозно средство, авион е Flugzeug. Das Flugzeug. Во множина. Именката ја добила формата die Flugzeuge. Нема умлот. Die Flugzeuge. Следната. Мирјана. Das Gleis. Das Gleis. Кажавме минатиот пат, дека тоа значи што? Пруга. Не, како се вика ти? Ние минатиот пат кажавме дека значи перон, ама на сликава колку што можеме да забележиме и не е баш прикажан перонот, затоа што глайс има повеќе значење. Освен што може да значи перон, глайс може да значи и пруга, односно шина. Шина, да. Ова ќе припадне во која категорија? Патишто мислам, не знам како ќе биде. Во Имбанхоф, на железничката станица. Das Gleis. Со тоа што сега ќе напишеме дека неговото значење е шина, односно пруга. Множината на именката das Gleis е die Gleis. Се додава само е. Die Gleis. Следната, Марија. Der Bahnsteig. Der Bahnsteig. Тоа во која категорија ќе го напишеме? Im Bahnhof. Im Bahnhof. Der Bahnsteig. Или на македонски, тоа ќе значи станица, перон, да, перон, бидејќи е на железница. Перон, во множина, именката ја има формата die Bahnsteige. Следната именка Наташа. Der Koffer. Так, der Koffer, тоа ќе биде во која категорија? Во багаж, Gepäck. Во Gepäck. Така е. Der Koffer. Куфер. Да не се збуни никој. Der Koffer во еднина и die Koffer, односно истата форма, во множина само со определен член die пред себе. Die Koffer. Следната именка, Весна. Die Tasche. Во Gepäck. Да, во Gepäck. Die Tasche во Gepäck. Die Tasche на македонски чанта или торба. Во множина многу логички не ја завршува, значи ќе добие само на и ќе има формата die Taschen. Следната Борча. Следната, односно последната. Не, уште една има. Предпоследната. Der Gepäck.
Das. Зелена е точката. Das Gepäck. Ќе го ставиме во Gepäck, за да му ја напишеме формата. Das Gepäck. Имате горе превод. Во множина ја добива формата die Gepäck. И последната именка слагено. Die Haltestelle. Die Haltestelle. Тоа ќе биде постојка и ќе биде во Железничката станица. така им Bahnhof. Така е. Die Haltestelle. Halt знаеме, го видовме минатиот пат, дека значи стоп, застанува. Така е Haltestelle, место каде што застанува автобусот, постојка. Die Haltestelle. Постојка. Во множина логички пак се додава само едно Н, заради тоа што завршува именката на Е. Die Haltestellen. Постојки. Со тоа ја завршивме вежбата по таа. Е, сега имаме вежба под Б, која што вели. Welches Foto passt? Ordnen Sie zu. Имаме 5 фотографии и 5 диалози. Диалозите ќе ги читате по двајца, како што се дадени, и потоа заеднички ќе размислуваме за сликата. Немен глаголот, минатиот пат го објаснивме, дека значи зема и дека има промена, и освен што има промена дека ето преминува во и хто, заради полесен изговор во второ и трето лице еднина, преминува во м. Имавме их неме, du nimmst и sie es nimmt. Првиот диалог да го прочитаат Мирјана и Марија. Nimmst du ein Taxi? Само етава. Ajde. Nein, ich nehme die S-Bahn und steige dann in den Bus um. Така е. Bringst Не, du ein другите ќе ги читаат другите. Значи, nimmst du ein Taxi? Nein, ich nehme die S-Bahn und steige dann in den Bus um. Ти треба ли такси? Ќе земеш ли такси? Не. Ќе се качам во брза железница и ќе се прекачам во автобус. Тоа одговарат со сликата 4. Следниот диалог Наташа и Весна. Bringst du einen Cappuccino mit? Ja, gern. Danke. Welches Foto passt? 2. Ja. Nummer 2. Foto Nummer 2. Danke. Борчи слагено следното. Wo fährt der Zug nach München ab? Auf Gleis Z. Welches Foto passt? 3. 3. Gut. Richtig. Ајде сега пак Мирјана и Марија. Марија, ти ќе почнеш или? Ако нека почне сега Марија. Ajde. Entschuldigen Sie, fährt ein Bus vom Hauptbahnhof zum Flughafen? Nein, aber die Straßenbahn fährt zum Flughafen. Nein, aber die Straßenbahn fährt zum Flughafen. Welches Foto passt? 2. Aber Sekunde. Foto, Hier. не 4 веќе го имавме. Da. 5 oder 2.
Vers 5 пишува Flughafen. Значи, Аха. амове Цумблум, Хорст du mich am Bahnhof ab. Добро, да. Ова ќе биде 5. И Наташа и Весна. Ich habe das Gepäck holst du mich am Bahnhof ab. Ja, klar. Wann kommst du an? Welches Foto passt? 1. 1. Так, 1. Richtig. Machen Sie zu zweit Einsatzpause. Schreiben Sie 5 Sätze mit den Wörtern aus dem Kasten und aus dem Bildlexikon. Zerschneiden Sie die Sätze und geben Sie sie einem anderen Paar. Имаме глаголи деливи кои што сите сме ги кажали. Сега, бидејќи пишува тука 5 зетца, додека е Миријана тука 6 минуста, секој од вас ќе ви дадам кратко 1 минута време да размислите реченица со глаголите. Борче глагол mitbringen, Слагена глагол umsteigen, Миријана глагол abholen, Марија глагол abfahren, Наташа глагол einsteigen и Весна глагол ankommen. Значи 1 минута кратко е да имате учебник, да превртите и да најдете и да составите една реченица со овие глаголи, ќе ги напишеме речениците во документот. Значи можете да и исказни, и прашални со прашален збор. Таа минута почнува сега. Јас да видам со... знам. Добро. Готова. Кој е спремен? Јас. Миријана, повелете. Со снајдек. И јас. Тама работа нема да се снајдете. Ich hole dich само секунда. 20 Uhr ab. Одлично. Ich hole dich um 20 Uhr ab. Супер. Ајде, Наташа беше историче готова сум? Да, јас имав со Einsteigen. Добро. Повелете. Wann steige sie? Wann steigt sie? Да. Wann steigt sie im U-Bahn ein? Супер. Кога се качува во метрото? Друг. Јас. Ајде, Марија. Ich fahre heute um 12 Uhr nach Berlin ab. Ich fahre heute
12 Uhr nach Berlin ab. Супер. Другите тројца? Ich komme 8 Uhr an. Ich komme 8 Uhr an. И wann kommt sie an? Wann kommt sie an? Може? Wann kommt sie an? Ајде, слагање бурче. Слагање бурче с главија. Ана слагање таман супер и тргна. Wir steigen. Добро. Wir steigen сакам да кажам од Цук. Ама нема потреба затоа што е прекачува, се знае дека се прекачува од едно во друго превозно средство. Само кажувате во кое превозно средство се прекачува. Имавме тука реченица. Wir steigen такси. Еве го. Steige dann in den Bus Значи ќе биде wir steigen in das Taxi Пошто е das Taxi. И бурче последната. Вие бевте со mitbringen. Kannst du mir etwas Wasser bringen? Mit не фали. Наместо kannst ќе кажеме bringst du mir etwas Wasser mit. Така е точно, меѓутоа имаме употребуваме модален глагол овака, директно ја поставуваме реченицата со помош на деливиот глагол. Добро. Само да одам на 91 страна. Видов, ама не сум видела изгледа. Кај мене не е 91, како е 157. 157? Не, кај мене е тоа, бидејќи мене ми е целосен учебникот. Ама исто тоа да направиме реченици, окей. Тогаш преминуваме на 10-та вежба. Also dann auf Wiedersehen. Кај е ова професорски 10-та? Во учебник или Во учебникот? Не, се уште сме во учебникот. Учебникот на страна 6. Also dann auf Wiedersehen. Was sagt der Mann? Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Намерно без да ги читаме, да го слушнеме еднаш, за да видам дали ќе ги препознаете, а потоа и ќе ги прочитаме и ќе кажеме што значат. Сега ќе престанам ова, за да го споделам само тоа за слушање. Ево го. Слушаме. Aufgabe 10. Hallo, Verena? So, jetzt bin ich zu Hause. Was ich heute noch mache? Och, vielleicht kaufe ich noch was ein. Und was machst du noch? Siehst du noch ein bisschen fern? Rufst du mich morgen mal an? Ja? Das ist schön. Also dann. Ja, bis bald. Ja, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Кој од изразите го слушнавме? Ja, bis bald. Не ве слушнав, сите зборувавте во еден глас, се извинувам. Ja, bis bald. Also dann, auf Wiedersehen. Was, also dann, auf Wiedersehen. Tschüss.
Gut dann bis morgen. Го слушнах. Макс Гут го слушнах. Односно да кажеме дека може би сме ги слушнали сите. Првото да го прочита, се од некаде од средина да почнеме. Наташ. Првиот израз. Ja, bis bald. Ме праша некој пред некој час, што значи bis bald. Сега ќе го запишеме, да, дека bis bald значи до скоро. Па немало извичник. Bis bald до скоро. Следниот Весна. Mach's gut. Ова е израз. Mach's gut. Кој што на македонски ќе го преведеме како се најдобро. Се најдобро. Следниот Марија? Чус. Тоа не е јасно. Следниот Борча? Чус. После чус. Gut dann bis morgen. Gut dann bis morgen. Bis morgen. Цело ќе го напишам и со дан напред. Dan bis morgen. Тогаш до утре. Следното слагено. Pass auf dich auf. Така е уште еден делив главол. Пас, со тоа што овде имаме и сега ќе го објасниме. Пас, auf, dich, auf. Кој е глаголот, дали ќе го препознае некој? Пас. Делив глагол. Не. Aufpassen. Pass auf dich auf. На македонски прво ќе запишам дека значи внимавај на себе. А од оздола ќе запишеме дека глаголот е aufpassen. И значи внимава. И минатиот пат кажавме дека ке сите глаголи деливи разликуваме префикс и наставка. Во случајот, кај глаголот aufpassen, auf е префиксот, passen е глаголот. Зошто ни е ова важно? Ова ни е важно кога го менуваме глаголот по лице, да го менуваме глаголот, а префиксот секогаш да го носиме на последно место, како ќе биде јас внимавам. Ich passe и на крај auf. Ich passe auf. Како ќе биде ти внимаваш, Миријана? Du passt auf. Како ќе биде, Марија, третото лице? Sie, es passt auf. Точно, исто како второто, затоа што во второ лице еднина глаголот завршува на с, основата на глаголот и не можеме да додадеме уште едно с. Наташа како... Не, Наташа беше кажа. Весна, како ќе биде првото лице множина? Wir passen auf. Така е, wir passen auf. Борче, второто лице? Во множина? Passt auf. Ihr passt auf. Така е, слагено третото? Sie passen auf. Така. Ама во реченицава која што ја запишавме, имаме извичник и имаме форма пас. Денеска ќе се запознаеме исто така и со еден начин во германскиот јазик, кој што се вика императив,
Односно на македонски тоа значи заповеден начин. За сега морам да одам Гордана. Во ред, Мирјана, нема проблем. Часот се снима, се што ќе работиме од вежби ќе ги напишам во документот, така што се што има нејасно слободно контактирајте ме. Ти благодарам. Нема за што. Чао, чао, чао. Пријатно. Заповеден начин се образува во овде ќе го оставам редот. Zweite Person сингулар, односно второ лице еднина. Zweite Person плурал, односно второ лице множина. И dritte Person плурал, уште оваа форма се нарекува Höflichkeitsform. Сега ќе напишам долу во заграда. Се нарекува Höflichkeitsform, односно форма за почит. Она големо зи што го пишуваме кај сите глаголи. Höflichkeitsform. На македонски форма за почит. Ова се трите лица во кои образуваме, односно имаме заповеден начин. Прво, сакам да објаснам дека ќе земам прост пример со глаголот комен и ќе ги напишам неговите форми во овие лица кои што ќе кажав. Зошто? Зато потоа врз основа на тие форми да ви објаснам како се образува императивот. Во второ лице еднина формата на глаголот комен е du kommst. Во второ лице множина формата на глаголот комен е ihr kommt. И формата на глаголот комен во трето лице множина, односно формата за почит, е sie kommen. Во императив во второ лице множина, односно еднина, се извинувам, се отстранува личната заменка, сега можам да го зголемам за да ги обележувам, се отстранува личната заменка и се отстранува наставката ст. Се што ќе остане е форма на глаголот императив. Во случајов ком на македонски ќе значи дојди. Во второ лице множина се отстранува личната заменка и така добиваме форма за заповеден начин. Формата ќе биде кај овој глагол kommt и ќе значи дојдете. Во трето лице множина се прави инверзија, односно личната заменка и глаголот се ги менуваат формите и така се добива форма за заповеден начин. Формата ќе биде kommen Sie, што на македонски ќе значи дојдете вие. Затоа што во македонскиот јазик зи, односно формата за почит, спаѓа во второ лице множина. Ова важи за сите глаголи, освен, мора да има освен, глаголот sein, кој што има различни форми од тие што ги има за второ лице еднина, второ лице множина и трето лице множина. Всушност, ја задржува само формата за второ лице множина. Формата за второ лице еднина е du bist, за второ лице множина е ihr seid и за трето лице множина е sie sind. Во императив овие форми, односно не може ќе ги шкртнам цели,
затоа што ништо од тоа не останува, туку треба да ги запомниме неговите форми. Формата за второ лице еднина кај глаголот sein во императив е sei. Тоа значи биди. Во второ лице множина се отстранува само личната заменка и формата seid е форма за заповеден начин од глаголот sein. На македонски значи бидат. И оваа форма исто така не важи, бидејќи има сосема друга форма во императив од глаголот sein. За трето лице множина таа гласи seien sie. И на македонски значи бидете ви. Бидејќи немам стрелка за да ставам во трето лице множина, ќе напишам тука за да знаат тие што не се тука како се образува. Во трето лице множина заповеден начин се образува со инверзија во заграда именување на местата на личната заменка и глагол. Јас можам и за сите да напишам, впрочем, за да ви биде полесно кога ќе го работите. Во второ лице еднина заповеден начин се образува со отстранување на личната заменка ду и наставката на глаголот односно ст во второ лице множина заповеден начин се образува со отстранување на личната заменка и. Значи сите други глаголи еве го имате pass auf dich auf. Значи кај овој глагол формата е во второ лице множина. Како ќе биде формата на pass auf dich auf за второ лице множина? Како ќе кажете внимавајте на себе? Кој сака нека се вклучи и нека каже? Слободно. Pass auf dich. За нема да биде пас, туку ќе биде како. Ево го гледаме. Паст. Така. Паст. Auf dich. Auf. На македонски ќе значи внимавајте на себе. А како ќе биде со формата за почет? Вие вни... Passen auf sie auf. Не. Passen sie auf dich. Не може да е dich. Auf sie auf. Внимавајте вие на себе. Дали е ова јасно или имате прашања?
Значи, освен глаголот sein, сите други главоли градат, односно образуваат заповеден начин на начинот како што го објаснив и како што запишав во правилата. Следно што ќе правиме е да ги довршиме вежбите во работната. Сега сме на страна 80. И тоа со вежбата број 8. Првиот, односно вака вели ergänzen Sie und vergleichen Sie. Дополнете и споредете. Имаме именки, треба да ги поврземе со овие сликички кои што се дадени, тука им се дадени и именките на англиски јазик. Првата под А вели der Zug. Која е втората Весна? Весна Б. Der Flugzeug. Der Flugzeug. Супер. Борче С. Die Taxi. Das Taxi. Das Taxi. Слагана Д. Он им се гледа убаво. После е камион ли е? Цук кода е лкаве. Не гледам убаво, не е добро Не, печата. ова е трамвај. Трамвај. Од зборчињата горе што се даде. Па ја не ги гледам зборчињата Горе се... Ми е цела страна ми е за никаде. Еве ги овдека горе се. Добро. Страсебан. Само родот ми треба. Das. Не, ди Штрасенбан. Ди Штрасенбан. Марија. Der Bus. Добро, и Наташа? Die U-Bahn. И U-Bahn. Да. Следната вежба. Мик in München. Teil 1. Ordnen Sie die Fragen zu. Распоредете ги прашања. Ќе го пишувам и тоа со страни како минатиот пат, за да им биде јасно на тие што не се тука. Значи вака во работна тетрадка на страна 80, така сме? Да. Вежба 9. Ајде, нека почне да чита Весна. Првата реченица. Реченица по реченица ќе ги читам. Повелете Весна. Hallo Tom, hier ist Mike. Да. Hallo Tom. Hier ist Mike. Следната реченица Бурча. Hallo Mike, wie geht's? Така, hallo Mike, wie geht's? Следната слагена. Gut, danke. Ich bin nächste Woche in München und möchte dich gern besuchen. Hast du Zeit? Так. Gut, danke. Ich bin nächste Woche in München und möchte dich gern dich gern besuchen. Hast du Zeit?
Ќе напишам, ќе оставам место и ќе напишам дека глаголот безухен значи посетува. Следната реченица Марија. Ja, natürlich. Wann kommst du? Добро. Ja, natürlich. На кирилица. Wann kommst du? Следната Наташа. Јана, завршивме со Јана Да. Турлих? Да. Јана Турлих, Wann kommst du? Тоа го кажавме. Вие следното прочитете. Am Mittwoch 10 vor 9 Uhr. 10 vor 9. 10 vor 9. Добро. Да. Следната Весна. Nimmst du den Zug? Nimmst du den Zug? Richtig. Следната Бурча. Следната Бурча, ова со ја. Ja, ich komme am Bahnhof an. Кое прашање ми остана? Holst du mich ab? Така е, holst du mich ab? Следното слагено? Na klar, gern. Ich arbeiten bis 20 Uhr, dann hole ich dich ab. Така. Danke, dann bis Mittwoch. Na klar, gern. Ich arbeite bis 20 Uhr. Dann hole ich dich ab. Danke. Dann bis Mittwoch. Продолжуваме со следната вежба. Пак да напишам во работна тетрадка. На страна 80. Вежба 10. Mike in München Teil 2. Hören Sie, was ist richtig? Kreuzen Sie an. Сега ќе слушнеме. Само да го споделам тој. Сега следната страна исто има слушање. Ќе ги слушаме вежбите. Ова е лекцион 7. Само момент. Сега ќе го најдам.
Lektion 10, Aussprache nicht. Ove 10. Lektion 10. Ево го најдов, сега ќе го пуштам. Само се надевам дека ова сега ќе го пушти. Не. Ево го. Ајде, пробаме. Да видиме само дали ќе се слуша. Не се слуша? Не. Одма имаме опција друга. Телефонот пуштам. Сега ќе го слушнеме. Lektion 10. Базистрани 10. Ево го. Слушнеме сега. Се слуша сега? Да. Hallo Tom, hier ist Mike. Du, ich bin schon in München. Was? Jetzt schon? Es ist doch erst halb 7. Ja, ich weiß. Sag mal, kannst du mich vielleicht abholen? Das geht leider nicht. Ich arbeite noch bis 20 Uhr. Aber du kannst auch ein Taxi nehmen. Ich wohne in der Danielinger Straße 34. Eine Freundin ist zu Hause. Du, kein Problem. Ich kann auch U-Bahn fahren. Ist das die U4? Nein, da fährt die S-Bahn. Die S8 zum Flughafen. Die Haltestelle heißt Dagelfing. Und wie oft fährt die S-Bahn? Ach, oft. Alle 20 Minuten. Bis Dagelfing sind es nur 7 Minuten. Super. Dann nehme ich die S-Bahn. Kann ich noch etwas zum Essen mitbringen? Wurst, Käse. Wurst und Käse haben wir. Vielleicht etwas Brot. Aber ich kann auch einkaufen. Nein. Ich kaufe ein. Ich habe ja Zeit. Also dann. Tschüss. Bis später. Danke. Mach's gut. Und bis später. Добро. Ајде сега да видиме првото прашање, кој е точниот одговор. Да почнеме од каде застанавме. Ајде, слагаме. Wann ist Mike in München? Добро. Halb Uhr. Halb што? Кој halb? Halb? 7. Да. Така е. Halb 7. 18:30 минути. Добро, следното. Марија? Може ли да го видам целиот екран? Да.
Tagelfink. Da. Mike fährt nach Dagelfink. Следната Наташа. Er nimmt die S-Bahn. Er nimmt die S-Bahn, richtig. Борче, де? Весна, прескокнав, извинете, Весна. Борче. Wie lang Dauert. die Fahrt? Die Fahrt. Добро. Колку трае патувањето? Ќе ги запишам зборовите од оздола. Што слушнавте? Како беше? 20 минути. Ама не беше 20 минути. Толку му оддалечено од местото каде што се наоѓа до Есбан, а инаку патувањето трае 7 минути. И Весна? Was bringt Mike mit Brot? Така, was bringt Mike mit? Што треба да понесе Майк со себе? Одговорот е брод. Леп. Така, ќе ги запишам зборовите. Dauern, односно глаголот dauern, што значи трае. И именката die Fahrt, што значи патување. Добра. Сега преминуваме на следната страна. Во работното, односно тренинг hören. Првата вежба. Wo sind die Personen? Hören sie und kreuzen sie an. Односно, каде се личностите, слушнете и обележете. Имаме фото А, фото Б и фото С и имаме Durchsage 1, Durchsage 2 и Durchsage 3. Сега ќе запишам дека именката Durchsage значи објава преку оглас. Согласување. Die Durchsage објава преку огласување. Ке слушнеме, треба само да кажеме каде се личностите од сликите кои што ги гледам. Сега ќе слушнеме првата. Lektion 10, Hören 1 und 2. Ајде видам само дали ова. Durchsage 2. Аха, на 2. А 1. Ево го. Durchsage 2. Не бре. Durchsage 3. Training hören. Übung 1 und 2b. Durchsage 1. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Flug Nummer 243 nach London Gatwick ist nun zum Einsteigen bereit. Und noch eine Information für die Passagiere von Flug Nummer 134 nach Manchester. Ihr Abflug verspätet sich um 50 Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wo sind die Leute, Natascha? Die Personen?
Welches Foto passt? Die Leute sind in Foto 1. Da, am Bahnhof. Die Personen sind am Bahnhof. Вака ќе запишам само дека персонен е од именката во еднина. Die Person еднина, die Personen множина, односно личност во еднина, личности во множина. И целата реченица ќе биде die Personen sind am Bahnhof. Ајде да ја слушнеме втората. Training hören. Übung 1 und Durchsage 2. Achtung, eine wichtige Durchsage. Wegen Bauarbeiten fährt der Bus Nummer 58 am Montag, den 15.06. nur bis zur Haltestelle Ostbahnhof. Bitte steigen Sie am Ostbahnhof zur Weiterfahrt in die U5 um. Welche Durchsage, односно welches Foto passt zum Durchsage Nummer 2? C. Wo sind die Personen? Die Personen sind на автобуска станция. Ја имавме. На Haltestelle имавме, а сега можеме да го употребиме напред само со зборчето бус. Die Personen sind, само што сега нема да биде an, туку ќе биде an der Bushaltestelle. Сега ќе го запишам. Die Personen sind an der Bushaltestelle. И последната. Durchsage 3. Eine wichtige Durchsage für alle Reisenden nach Hamburg. Der Intercity Express 245 von Basel nach Hamburg, Abfahrt 13:27 Uhr über Köln, Düsseldorf, Essen, fährt heute ausnahmsweise von Gleis 11 ab. Ich wiederhole. Der Intercity Express von Basel nach Hamburg fährt heute von Gleis 11. Der Intercity Express 756 aus Hamburg, Ankunft 13:30 Uhr, hat voraussichtlich 20 Minuten Verspätung. Ich wiederhole. Der Intercity Express 756 aus Hamburg kommt heute erst um 13:50 Uhr an. Welches Foto passt zur Durchsage Nummer 3? B. Wo sind die Personen? Am Flughafen. Richtig. Die Personen sind am Flughafen. Dobro. Следна вежба. 2. Durchsagen. Lesen Sie die Aufgaben, markieren Sie alle Zahlen und Uhrzeiten. Прочитайте ги задачите, обележите ги сите броеви и времења. Првата реченица Бурча.
Passagiere. Die Passagiere von Flug 100 wir 30 können jetzt einsteigen. Die Passagiere von Flug 134 können jetzt einsteigen. Passagiere се во множина. Во еднина именката е der Passagier. И значи патник. Der Passagier во еднина. Die Passagiere во множина. Патник, патници. Следната реченица, Весна. Die Passagiere von Flug 253 können jetzt einsteigen. Richtig. Danke. Следната Слагена. Die U5 fahrt am Montag nur bis zum Ostbahnhof. Така. Die U5 fährt am Montag nur bis zum Ostbahnhof. Имаме страни на светот. Подцртичка Wind Einrichtungen. Така ги запишам. Имаат и долги и кратки форми. Односно на македонски страни на светот. Сите страни на светот, исто како што имавме и кај годишните времиња, се именки од машки род, меѓутоа имаат и долга и кратка форма. Например, ова Ост може да го сретнеме и како der Ost, но можеме да го сретнеме и како der Osten. Двете се исто значење. Односно на македонски тоа ќе биде исток. Потоа имаме der West, der West, односно der Westen, Запад. Потоа der Nord, и der Norden, Север, der Süd, односно der Süden, Југ. Ќе запишам како правило дека сите страни на светот се именки од машки род. Сите страни на светот се именки од машки род. Во заграда Д. Наташа, следната реченица. Само да... Der Bus Nummer 58 fährt am Montag nur bis zum Ostbahnhof. Така. Марија, следната. Der IC 756 aus Hamburg kommt heute um 13:27 Uhr an.
Ова не го кажав кога го учевме часовникот, меѓутоа кога имаме час кој што е вака со ситни минути до некое време, можеме да го искористиме зборчето куац. Па така ова 13 и 27 да го кажеме. Вака ќе го ставам ова, за да се знае. Es ist kurz vor halb 2. Значи, наместо да кажеме точни минути, можеме да кажеме дека е кратко пред 1, односно пола 2. Кратинката за ICE на англискија и се вика Intercity Express. И последната реченица, Слајана? Der IC 756 aus Hamburg kommt heute 10 Minuten 10 vor 2 Uhr an. Така. И сега треба да ги слушнем уште еднаш да видиме кој е точно, меѓутоа, како што спишува од десната страна, achten Sie auf Zahlen und Uhrzeiten. Внимавајте на броевите и времето. Am Bahnhof, am Flughafen, затоа ги напишавме речениците, müssen Sie Zahlen und Zeiten richtig verstehen. Морате точно да ги разбирате времињата и броевите. Одиме сега на следната страна, тестот, да го решиме уште него и тука ќе завршиме со 10-та лекција. Првата вежба се вика Wie heißen die Wörter. Првиот збор не ни е дополнет. Ајде да видиме како ќе го дополним. Наташа. Страсен што? Прва вежба. Првото пода е... Не знам, Штрасен... Што го... Не, Штрасенбан. Штрасенбан. Го имавме и значеше што? Кој запомни? Што значеше Штрасенбан? Железничка станица. Не. Трамвај. Веле, спријатка, ја го утнав. Па го утнав. Добро, Весна, следното. Првото е дадено Флукхафен. А второто? Флукхафен аеродром. А како се вика авионот? Флукцојк. Супер. Следното борче. С. Само првиот збор борче, другиот ќе ни го каже. Бан. Како беше железничка станица? Банстейк. Како? Не го слушнав. Банстейк. Банштајк, добро. Само тоа не беше железничка станица, ќе ни каже како беше железничка станица Слајана. Банхоф. Да. И последното, Марија? Haltestelle. Така е, Haltestelle. Постојка. 2. Ordnen Sie zu. Да ги распоредиме повторно именките. Ќе почнеме од А е веќе дадено. Guten Tag, прочитајте го, Наташа. Guten Tag, Herr Baltazi. Haben Sie Gepäck? Така е. Haben Sie Gepäck, имате ли багаж? Следната, Весна. Ja, 2.
ја цвај. Што од зборчињето горе? Кофа, und die Tasche. Така е, зупа. Ја цвај кофа, und die Tasche. Б. Ајде, Марија. Nächste Halte Königsplatz. Nächster Halt, Königsplatz. Halt имаме горе. Еве го. Nächster Halt, Königsplatz. Следно застанување на плоштадот на кралевите. Nächster Halt, Königsplatz. Ајде С. Бурча. Не ги гледам зборек, така. Да, го намести. Wofahrt der Возот. Gleis nach Stuttgart? Воз. U-Bahn. Не, Zug. Zug. Wo fährt der Zug nach Stuttgart? Nach Stuttgart. Ab? Како ќе дополниме? Слагено? Auf? Такси. Не, на перонот 17. Gleis. Auf Gleis 17. Добро. Ајде Д. Наташа? Es ist schon sehr spät. Jetzt fährt keine Taxi mehr. Не, keine имат. Значи именката треба да е женски род. U-Bahn. Mehr. Следната реченица, Марија. Dann nehmen wir ein Taxi. Така е. Dann nehmen wir ein Taxi. Тука е такси, бидејќи именката такси од среден род и во акузатив нема промена, останува тоа ein. Drei. Ergänzen Sie das Gespräch. Ergänzen Sie das Gespräch. Дополнете го диалогот. Тука имаме деливи глаголи. Првата реченица прочитате ја Бурча. Таа што е непополнета. Мислам, што нема за пополнување. Guten Tag, Guten Morgen. Guten Morgen, Ella. Hier ist Karin. Wo bist du? Така. Wo bist du? Слагена следната. Пополнетата. Hallo Karin, ich steige gerade in den Zug ein. Што кажеш минатиот пат дека значи зборчето gerade? Напред. Не. Исто што и jetzt. Што беше jetzt? Сега. Така е, сега. Следната Весна. Wann kommst du an? Wann kommst du an? Така е. Следната да ја прочита Наташа. Не, vor. 5 nach halb 10. Nach halb 10, добро. Uhr am Ostbahnhof und Viertel vor 10 Uhr am Hauptbahnhof. Така, ова Hauptbahnhof, може би сега, мислам и претходно може го спретнавме, не го запишав дека Hauptbahnhof значи главна железничка станица. Ќе го запишеме откако ќе го запишеме диалогот.
Следната реченица слагена. Kannst du Бидејќи имаме können, kannst, модален глагол. Глаголот треба да оди деливиот глагол на крај во неговата инфинитивна форма. Глаголот aussteigen, бидејќи имаме глагол können во реченицата, ќе оди на последно место во инфинитив. Односно ќе остане aussteigen. Bitte am Hauptbahnhof aussteigen. Так. Kannst du bitte am Hauptbahnhof aussteigen? Во оваа реченица имаме модален глагол können и заради тоа главниот глагол, деливиот глагол aussteigen оди на крајот од реченицата и е во неговата инфинитивна форма. Следната реченица, Марија. Ich hole dich ab. Ich hole dich ab. Супер. Следната, Весна. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank. Бурча. Глагол не треба на второ место секогаш. Треба да го менувам со личната заменка. Jetzt. Kaufe. Ich. Brötchen. Ein. Dann können wir zusammen frühstücken. Така, dann können wir zusammen frühstücken. И последната реченица прочитате слагена. Gute Idee. Also dann bis bald. Така. Gute Idee. Also dann bis bald. Ќе запишам дека der Hauptbahnhof значи главна железничка станица. И последната вежба. 4. Schreiben Sie 4 Gespräche. Напишете 4 диалози. Разговори. Schreiben Sie 4 Gespräche. Првиот е даден. Односно примерот тоа. Прочитајте го Весна. Wo fährt der Zug nach Bonn ab? И одговор. И одговорот Весна. Auf Gleis 15. Така е. Auf Gleis 15. Ајде, Марија, следен диалог. Kommst du morgen mit uns? Ich habe leider keine Zeit. Одлично, браво. Kommst du heute? Не morgen. А каде? Holst du mich ab?
А требаше ли Со овие, да, со овие што се дадени. Horst du mich А, ab? така да, хорст du mich ab, ќе ме земеш ли? Ich habe leider keine Zeit. Наташа. Wo steigst du um? Wo steigst du um? Am Rathausplatz. Да. Am Rathausplatz. Следното слагена. Wann kommt der Zug an? Viertelminuten? Nee, Viertel vor 10 Uhr. 10. Wann kommt der Zug an? Viertel vor 10. И нема потреба од ова. Јас ќе го запишам зашто е со бројки. И последниот диалог, Борче. Што остана, Борче? Кое прашање ни остана? Nicht ein Taxi. Nehmt ihr ein Taxi? Така е. А немт. Немт ја ein Taxi? И одговорот ќе биде? Nein, die U-Bahn. Така е. Nein, die U-Bahn. На следната страна, тоа што можете да си го направите е да ги погледнете сите зборови кои што се работени во лекцијата 10, со тоа што овде имате. Да ви објаснам како се напишани зборовите. Прво именката, па потоа определениот член и на крајот ова што доаѓа после запирката е всушност начинот на кој што таа именка образува множина. Значи, der Bahnhof во множина die Bahnhöfe. Значи, ако отворите класичен речник, вака ќе ги најдете именките. Значи, именка, определен член и потоа наставка која што се додава во множина. Се надевам тоа што ја работевме оваа лекција малку по-постапно и ги изработивме сите вежби во работната, вас ќе ви биде полесно. Разгледајте ги и претходниот и овој документ. Ако ви треба, разгледајте и снимката и слободно, доколку имате нешто што не ви е јасно, можете да ми пишете во текот на деновите што следуваат. Имајте убав викенд и се слушаме во понеделник. Пријатна. Фала. Чао. Чао.